Еден од приоритетите беше тоа да учесниците на семинарот се обучат за хоризонтална и вертикална работа во организацијата. Тука би ги спомнал исто така и контактите што ги имаме, како подводов, со Интернационалниот републикански институт и билатералните контакти со организации на партиите од светскиот и европскиот политички подмногов, односно опус на подмногоци, каде се комуницира и се стекнува поголемо искуство. Остварувајќи ги сите овие зацртани активности, цели и задачи, можеме да им порачаме само едно на оние што ќе посакаат да ги фалсификуваат и овие избори за макар еден глас или гласачко листче. Ние ќе бидеме обучени низ позитивната законска регулатива да се бориме за секој еден глас, без разлика дали тој глас доаѓа од Девар, Струга, Гостивар или пак Куклич или Куманово. Или Струмица. Да ги споменеме и сите оние моменти од културниот и спортскиот живот што го живеат младите луѓе во организацијата. Шаховскиот турнир, на кој што учествуваат 7 екипи со над 30 шахисти, понатаму лигата во мал фудбал на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на ниво на Скопје, која што обедини, зближи и им даде можност за запознавање на многу наши членови. Ова наше организирање беше обид за наш одговор на негативните трендови со кои секојдневно се соочува младиот човек. Едноставно, спортот му го противставивме на распадот, девијацијата и порокот која го запати младиот човек во нашата држава. Исто така, Унијата имаше акции за крводарување, собирање на стара облека и пошумување. Активности кои можеби на прв поглед се чинат како не многу релевантни, но сепак моменти од особено големо значење за организацијата, а и за оние кои што на овој или на оној начин ќе ги почувствуваат ефектите од тие такви акции. Со цел да не го изгубам вашето трпение, нема да ги набројувам многуте други наши активности кои само ја заекнуваат нашата организација. На крајот на краиштата, дами и господа, една од најголемите наши активности, можеби најголемиот наш настан беше и е овој денешен настан, нашиот собир во универзална сала. Тоа е најголемиот организационен потпад и предизвик на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН до денес. А имаше и меѓу нас самите луѓе кои што со здрава скепса размислуваат дали еден таков проект нема да не доведе во ситуација до оно што ја чека евентуалната наша слабост, ќе ги искористи евентуално 2-30 празни места за коментар дека ете младинската ништо не работи. Имаше и такви кои што гласно се смеја кога велевме дека на денешната годишна конференција ќе имаме 1300 делегати. Погледнете околу себе, со ова на таквите им ги затворам устата. Дами и господа, напротив, ние го прифативме предизвикот на најголемата сала во Скопје, за разлика од сите партии, дури и од ново државотворната, која што секогаш сепак се одлучува само на најмногу половина